комплексна, најскапиот парфем. Сјајот на штото го разнодели 9 стручиња и прва осенка и најблескавите диаманти. По мир суседен го љубам сиот свет. Најубавиот украс го држам за рака на патот во игриште. Новинарката и поетеса Љупка Антевска на влюбениците на пишаниот збори ми ја подари својата нова стихозбирка Лек за времето. Станува збор за 40 на песни поделени во 3 целини. Стиховите допираат различна тематика од критика и бунт против стегите на денешницата, преку филозофијата на живењето и вечните прашања, до љубовна лирика. Промоцијата беше одржана синоќа во преубава атмосфера во Центарот за култура Асном во Гостивар. Збирката Лек за времето минатата година се закити со значајно признание. Ја доби втората награда на националниот конкурс Бели мугри, што Домот на културата Кочераци на Скопје го распишуваше за книга во ракописот млад автор. Песните во збирката се поделени во 3 циклуси. Специфична структура има творбите од вториот дел насловен како двонаслошни премостувања. Напишани се така да може да се читаат од горе надолу и обратно, без при тоа да се минува содржината, значењето и паралелноста. Љупка Антевска е родена 1980 година во Струмица. Дипломирала студии по новинарство на правниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Мефодий во Скопје. Автор е на стихозбирката Денодение, 2012 година издадена во Центарот за култура Асно Гостивар. Незините песни се објавувани во списанието за книжевност и култура АКТ, електронското списание Джитлук, во електронската библиотека на култура и традиција на Македонија Раско и на интернет страници во делот на литературата како МКД, Зеница и други. Состапена е во антологијата на современата поезија Крегли на љубовните пловидби 2014. Учествувала на повеќе поетски читања во Струмица, Прилеп, Скопје, Гостивар. Во своето творештво има песни кои сурово ја прикажуваат реалноста или последиците од неа, но има и стихови кои се бескрајно предадени на нежноста. Ме подсетуваш на меката страна од мене. Она што се претвореше во срна и веруваше во слобода. Ме подсетуваш на душа, на сега извадено лекчето на дрва на штудец во роките. На шушкање на листјата под нозе во некој сончев септември. На музиката на Нора Джонс и Леонард Коен, на свилена марама во црвена боја околу вратот. На спокој на нацисано бебе кога спие. На неглупава романтична комедија, на изгрев и залев на сонцето истовремено, на топлина од кебето во зимско утро. На убава вест попатна слушната на радио, на пикник во паркот додека црцет некаде брза, на тишината и мислите. Немам име за она што останува закачено на крајевите од моите коси. Секогаш, кога се обидувам да побегнам од стиховите, приполни со тебе. Едно ми е јасно, тоа нешто ме скубе назад, а ти се смееш на секое мое навраќање. Крише. Ичме сме еден за друг, ти шепота, додека со се што носам во себе, на себе. Признавам дека на моменти, кога ги туркам своите во твоите зеници, тој ми треба и подсетник за да дишам. Супер сме еден со друг, ми шепотиш, додека се пребаруваш од глава до петници да најдеш искра, што ќе ме ја спуштиш на дланка, како цуцла лажовна за бебе што рика од глад, а сите му се чудат. Ја оставаме љубовта да одмори од нас, за тебе. Тоа е како дремка пред оброк, за мене, како раздалба од мајка. Стихови читаа Снежана Стојчевска, Цветанка Колева и Ѓорѓе Нешковски. За музиката беа задолжени План Г.
Лек за времето, втора книга поезија на мојата колешка Љупка Антевска. Јас и честитам на самиот почеток од ова интервју и се надевам дека ќе има и трета и четврта и така натаму, за да ги задоволиш и вкусовите на сите оние кои што очекуваат премногу од тебе. Благодарам. Уште сме под многу големи импресии од промоцијата само што заврши. Оно што ми остана, што ми се залепи за срце, оти сум многу емотивен човек, на крајот од промоцијата речи си сите што дојдоа ми придоа и рекоа не остави се солзи во очите. Мислам дека за еден автор кој што твори, без разлика дали пишува песни, дали пишува роман, дали слика или создава друго уметничко дело, тоа е најголемото нешто што може да му го каже публиката. Многу сум задоволна како помина промоцијата, за да ја направиме книгата, мора да признаам, се изнамачивме. Делот на пишувањето беше подготвен, меѓутоа има многу работи кои што отпосле се работат и без помошта и поддршката од пријателите, секако дека немаше да можам да успеам сама. Ако направиме на паралела како изгледаше првата книга и како ова и која е разликата меѓу нив во однос на пишувањето твојот дел и во однос на самата промоција на првата и сега, не праша претходно дали беше подобро од првото. Кој е твоето мислење, твојот став? Тоа е како да прашуваш кое дете повеќе го сакаш. Предпоставувам дека ова ќе биде одговорот. Точно, меѓутоа и децата растат. А и сите прсти на рацете не се исти. Баш така. Мислам дека до некаде и наликуваат книгите, како книги, една на друга, затоа што си го задржувам мојот стил на пишување и што сметам дека речи си е кај секој автор, меѓутоа се чувствува созревањето во поезијата. Она одење кон допирање до некои теми кои што претходно не сум се дрзнала да ги допрам во моите песни. Ако претходно сум пишувала повеќе за секојдневието, за љубовта, за моите лични проблеми, сега повеќе се отварам кон светот, кон општеството, кон оно што не обкружува и ги допирам и тие. Чепкам и не се плашам. Па си земаш за право да напишеш песна. Јас имам слушнато за љубовни, патриотски песни и така натаму, песна прв пат ја прочитав во Лек за времето. Што треба да значи тоа? Песна е првата песна. Со таа песна се отвара книгата Лек за времето. Насловот песна е всушност писмо, песна, скратено, но и во тој архаичен дел што значи зборот и зборовите и изразот, еден револт, едно чувство на револт кон самиот себе во случајов. Иако се работи за љубовна лирика, сепак револт кон самиот себе си. Немаш храброст да напишеш писма, ама пак затоа песна пишуваш секој ден. Не можам да им побегнам на песните. Тие буквално ме прогонуваат, ми шепотат, ми излегуваат од позади врата кога ќе влезам дома, кога ја отварам ташната, тие излегуваат, кога одам по улица, ми го пресекуваат патот, тие се дел од мојот живот. Љупка, во една од твоите песни велиш вака: одамна не сум ти напишала писмо, веројатно ова е таа песна. А секој ден ти пишувам песни во воздухот, на тастатурата, со пенкалото, со моливчето за очи, на лепенките врз фрижидерот, меѓу линиите на пешачкиот, на маргините по книгите, дури по рабовите од гајбите пиперки на тезга. Затоа заборавам да се пазарам. Прашањето ми е, вистина ли е дека твојот мотив, твојата инспирација е на пешачкиот премин во книгите, на пазарот дури, а за неја пак сведочи фрижидерот, повторно зебрата, пешачкиот премин, пенкалото, креонот. Баш го потврдуваме тоа што го речи и тоа што го реков претходно. Песните мои се насекаде, инспирацијата е насекаде. Кога поетот, авторот го отвара своето срце, едноставно инспирацијата сама се влече и се лепи за него. И тоа е тој начин, песните се мој начин на кој што јас можам да извадам се од мене. Ако политиката е вечен мотив на оние кои што цртаат карикатури, тогаш кој е вечниот мотив на поетите? Освен љубовта. Вечниот мотив. Верувам дека секој поет си има свој мотив. Не можеме да зборуваме генерално.
Како што кажав претходно, во книгата Лек за времето се провејува една нишка, еден мотив, скриен или отворен, а тоа е слободата. Меѓутоа, тоа е само за оваа книга. За наредната, за некоја наредна или од друг автор, сигурно дека ќе биде нешто друго. Сметам дека оно што го обседнува авторот, поетот, во времето кога ја твори книгата, некогаш и несвесно го внесува во своето дело. И сосема за крај ќе те запрашам, во песната Целоночни треперења имаш употребено безусловна среќа. Што е за тебе безусловна среќа и дали навистина постои во реалноста, затоа што чинам дека на овој свет, во овој живот веќе ништо не е безусловно. Се е обусловено со нешто. Верувам во безусловна среќа. Не можам да кажам дали постои или не, меѓутоа сметам дека можеме да веруваме во безусловна среќа или да не веруваме. За мене лично безусловна среќа е кога ги имам сите нешта на светот што не се купуваат со пари. Во песната, ако можам сега во моментов добро да се сетам, пишува безусловна среќа, моментот кога едва и чекам да си легнам и да не спијам цела вечер. Тоа е тоа. Сосема за крај, безусловна среќа е да имаш многу пријатели, како што спомена, а сите тие ти помогнаа во издавањето на оваа книга на овој или оној начин, еве моменти кои што од прилика треба да им ги посветиме на нив. Точно така, да кажеме прво дека медиумски покровител на промоцијата на вечерашниот настан е телевизија КИС. Голема благодарност за поддршката и што цело време бевте овдека со мене и го посветувате сосема вашето време, денешниот ден и вечер. Националната установа Центар за култура Аснон, кој што се издавачи, уредникот Снежана Стојчевска, Корица Акзиме и Мери, фотографија Андреј Сајловски, Ѓорги Стрезовски, техничка подготовка и Габриела Петровска, лектор. Така, јас ти благодарам за одвоеното време, Љупка. Во 2012-та ти посакав втора книга, се случи во 2015-та, сега ти посакувам трета, ама да не чекаме 3 години. Мора да се материјал има, песни има, меѓутоа мора да се направи една целина од тие песни, да не бидат расфрлани. Јас не се откажувам од поезијата, особено не сега, кога се читаа моите песни и буквално луѓето искрено ги дадоа своите честитки и аплауз за нив. Ти благодарам и тебе. Арна и солзи, ти благодарам од се срце. Фала. Рем Шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг центар. Невработените лица до 29 годишна возраст кои активно бараат работа имаат можност да добијат поволен кредит за започнување на сопствен бизнис. Отворениот повик за пријавување трае до вторник, до кога треба да се достави барање со соодветна документација во работниот клуб на Центарот за вработување Тетово. Кредитобарателите може да добијат 7.000 евра, а за секое ново отворено работно место по 1.000 евра на основните 3.000 евра, односно најмногу 23.000 евра, со напомена дека ќе се финансираат проекти со најмногу 5 работни места. Рокот на враќање на парите е 7 години, односно 5,5 години и 1,5 година грејс период. Каматната стапка е 1% на годишно ниво. Невработеното лице треба да учествува со најмалку 25% од износот на бараниот кредит во вид на опрема, предмети или пари. Кредитобарателот треба да приложи и гаранција за поврат на средствата во хипотека во однос на 1:1 со одобрениот кредит или сопствена меница авалирана од најмалку еден авалист, за кој правата и обврските по однос на истата се уредени со менична изјава дадена во форма на нотарски акт и со извршена клаузула или рачен залог во однос 1:2 во износ на одобрениот кредит.
Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денес објави аудио снимки за кои тврди дека се прислушкувани разговори кои се однесуваат на изборни манипулации од страна на владеачката партија за време на локалните избори во Скопската општина Центар. Ставите ти дрова за состанокот ке имали у 4-та состанок. Расчистите го тоа со датумот и прати ми утре слика да го видам тоа. Ја мислам дека он на офицерски не менуваше, туку менуваше само на таа до офицерски. И за таа ние го замоливме да менува. Да, тоа беше гледа. Да, знам. А ова на офицерски воопште не се сеќам дека менува. Читах допратално, знаете, во предвид дека на град не мога да добруваме, така да... Ако не мога да добруваме, да знаеме што сме му удале. У Петро кон да иде едно пече шамари пред камера. Да влезам, граѓанин еден граѓанин да му удари 3 шамари. Јаки. Ја ти случи. Можем да говорим на сценарiju, ја тоа не помага што би загуба да протестира како што тоа не го помага на никој. Не, добро. Значи ако се раше џабе нема ке знае и ке спречи. Значи ефтено нака, значи тоа е исто како мави джоките замислува нешто, се прави одлука и се пише што така во одлука. Подготви го Мартин и суде да спремаат од утре да маламе. Добро, ги ама тоа ето ќе му се спреме едно 2000 луѓе пред центар. Дел ќе си влезат и унатре, пошто не ли имаат право граѓани да влезат. Да. Па да видиме, да размислиме дали еден да стане, едно 3-4 шамари јаки да му зврзи пресите. Не може ништо му се направи. Нема тешка телесна повреда тука, за кривична, има прекршечно само. После овој разговор ќе се обратам со ти. Бидејќи ти си обичен насилник, ти си човек кој што ја срами, кој што ја брука, кој што ја сквернами функцијата председател на владата на Република Македонија. Не научи една работа. Дека многу повеќе од, како што ти велиш, врзан шамар од политичките противници, многу повеќе боли и многу попресуден е шамарот што ќе го добиеш од граѓаните на Центар на Скопје и на Република Македонија. Осумгодишно дете од Тетово е искасано од куче скитник. Случаен минувач брзо реагирал и успеал да го отргне детето од разбеснетото куче и да го спаси од посериозни повреди. Инцидентот се случил во близина на основно училиште кај градскиот стадион во Тетово. За сега не се знае зошто кучето скитник се нафрлило врз детето и го искасало и изгребало. Кучето го гризнало детето во десната рака, а му нанело и повеќе гребнатини и набиеници по телото. Благодарение на присебноста и храброста на случаен минувач, детето било отргнато од кучето скитник и веднаш заедно со татко му било однесено на хирушкото оделение во Тетовската клиничка болница. Откако му укажана лекарска помош, тоа е пуштено на домашно лекување. Според СВР Тетова во изминативе 2 месеци зачестени се вакви напади на кучиња скитници врз минувачи. Посериозен инцидент се случил на почетокот на овој месец во близина на Тетовската касарна, кога куче скитник исто така нападна едно лице и тогаш со брза реакција на случајни минувачи нападнатиот е спасен од посериозни повреди. Вербална расправија меѓу две лица која завршила со физички напад деновиве бележи полицискиот билтен. Физичкиот напад го пријавило лице од Джепчиште, а според пријавителот нападот го извршил негов роднина, по кратка вербална расправија околу нерасчистени должничко-доверителни односи. Деновиве од страна на полицијата е регистриран и шумски пожар во атарот на селото Горна Лешница во местноста Викана, Ајдар Санива, на непристапен терен. Од страна на надлежните служби се преземени соодветни мерки. Пожар бил евидентиран и во атарот на Ново село, во делот кон Раковец. Горела ниска трева која била на непристапен терен, далеку од селата и немало опасност по населението. Фудбалерите, тренерите и воопшто спортските работници во Тетово се воодушевени од веста дека започна да се реконструира градскиот стадион. Сите се согласни дека се прави добра работа, која ќе ги подобри условите за спортување и одвивање на фудбалските надпревари. Посебно ги радува тоа што прв пат по изградбата од пред 30 на години на стадионот се прави поголема реконструкција и обнова. Па видите, тоа е за секоја пофалба, само
Едно треба да ни јасно дека ние у Тетово моментално поседуваме 3 прволигаши. Тука се играат првенствените надпревари. Ова е за секоја похвала. Ова е голем проект. Дај Боже побрзо да се изгради. Голема работа е овој потек на Фудбалската федерација и на локалната самоуправа. Мислам дека и време беше после толку години од кога е направен стадионот. Редно беше да се реновира. Бидејќи знаеме дека во Тетово имаме и шампиони и освојувачи на купови, тука се ренова Шкендија, Тетекс, така да мислам дека е овој убав потек и би требало што повеќе да се гради. Фудбалските работници се мощно радосни дека ќе се обновува нивниот втор дом, бидејќи градскиот стадион во Тетово со децении бил местото каде се надпреварувале како играчи и тренери. Вие сте поранешен фудбалер, дали паметите можеби првиот настап на овој градски стадион? Не го паметам, затоа што не сум бил, мислим го паметам. Не сум бил со учесник во тој надпревар, бидејќи ја беше бев отиден во Вардар. Мислам дека тоа беше отварање на стадионот со Трепча, мислам дека беше. Се не точно, и дека беше полн стадионот, тоа беше многу одамна, тоа мислам 83-та, 4-та некаде година. Убави времиња, па на почетокот условите беа многу добри, но сепак во задните неколку години знаеме дека условите беа катастрофални. Не слаби, него катастрофални, затоа што знаеме дека и јас бев пред неколку години учесник, бев помошник тренер во Тетекс, првиот тим, и знам дека таму се сооблекувавме. Немаше нити струја, нити вода, теренот лош, стадионот околу столчињата веќе почнаа да се кршат, да се фрлаат, така да многу работи недостасуваа во последно време. Но сепак, пак ќе повторам, убав потек што сепак се одлучија да го реновираат стадионот, бидејќи утре може да дојде тука и репрезентација, може да се играат европски надпревари, така да голем плюс за Тетово. Па нормално човек кој ќе се сети, јас сум дебитирал против Прилепска победа на тој стадион, 80 не знам која беше, тоа беше тој модерен објект, сега нема тушеви, нема вецења, теренот за нигде, па нормална појава дека ќе се гради, тоа ќе биде нешто модерно. Сатисфакција и за деца и за тренери. Фудбалските стратези се надеваат дека во идни на Фудбалската федерација и останатите институции ќе изнајдат начини и средства да се подобри и останатата инфраструктура во Тетово пред се стариот градски стадион и помошното игралиште, и тие се во доста руинирана состојба, а нивната обнова многу ќе значи со оглед дека во Тетово има 3 прволигаши, како и многу младински екипи. Би требало и повеќе помошни терени, затоа што гледаме дека тука има многу млади фудбалери, многу екипи. Ја би им препоручил на луѓе нека превземаат мерки овие двава помошни стадиона да се изградат, зашто Тетекс поседуе 6-7 генерации, Ренова 6-7, Шкендија 6-7, Љуботен постои со приватна школа. Тетово е голем град, таленти имало и ќе има. Дај Боже и помошните стадиони да ги изградат, а деца ја ви тврдим имало и ќе има. Ете моментално жив пример ви е Ренова, задни 5 години се ориентира на свој деца и Грото со свој деца игра. Реконструкцијата на Тетовскиот градски стадион е дел од проектот Хет-трик 4 на УЕФА, со кој ќе се реконструираат 5 стадиони во државата. Првите зафати се направија на теренот, односно се отстрани старата тревната подлога за да се постави дренажен систем по највисоките стандарди на УЕФА. Треба да се постават и рефлектори. Општината Тетово, како партнер во проектот, треба да изгради покриена трибина со најмалку 5000 столчиња, како и реконструкција на потребинскиот простор, каде треба да има модерни сооблекувални и потребни простори за еден репрезентативен фудбалски стадион. Денес имавме променливо облачно, ветровито и постудено време со повремени врнежи од дожд. Утринската температура се движеше од 0 до 6 степени, а дневната од 4 до 11 степени. Според управата за хидрометеоролошки работи, утре не очекува променливо облачно време со слаб локален дожд. Утринската температура ќе се движи од 0 до 6 степени, а дневната од 12 до 16 степени.